Од митото на директорот, жртва земјоделците. Во незавидна позиција се и фирмите и физичките лица. За сега нема да ги добијат одобрените пари од ИПАРД програмата за развој на нивниот бизнис. Опрема од 970.000 евра купила една фирма која ја контактираше Телма, а од ИПАРД до крајот на годинава требало да им бидат исплатени 582.000 евра кои сега се доведени под прашање. Парите ги обезбедиле од кредит. Во вредност од 120.000 евра опрема нарачала друга фирма, за која исто така земале кредит, а од ИПАРД требало да им се исплатат 60.000 евра. Но наместо да ги добијат ветените пари и да исплатат половина од долгот, сега двете фирми ќе треба да исплаќаат повеќе пари и камати од планираното. Александар Кржаловски од МЦМС вели дека своја истрага ќе спроведе Европската агенција за третирање на случаи за злоупотреба на европски фондови ОЛАФ и доколку пронајде злоупотреби, државата ќе треба да ги исплаќа корисниците или да враќа пари на Европската унија. Не очекува корисниците кои не направиле злоупотреби да бидат оштетени, но ќе мора да чекаат подолго на исплата на парите. Може да имаат штета од застојот, бидејќи се тие ИПАРД функционира на чуден начин, да мора се да платиш однапред, сам, и пола пари да се секако твои, а ИПАРД само половина ги надомества, од која се ќе направиш. И се има случаи кај што сите луѓето си ги завршиле работите, се задолжиле да платат сето тоа, и сега ќе треба да чекаат година-две дур се расчисти ова за да ги добијат своите 50% од ИПАРД донацијата. Околу 430 корисници на ИПАРД се на листата на одобрени проекти во вредност од околу 60 милиони евра. Прашање е колку од нив се исплатени со оглед на фактот дека дел од проектите завршуваат оваа година, а дел наредната. Последниот податок на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството е од 31 април годинава дека биле исплатени околу 3,5 милиони евра. Прво прашање што мора да го одговори итно власта е: колку корисници веќе имаат подпишано договори, имаат вложено своји средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе, бидејќи е јасно дека заради корупцијата на луѓето на Трипуновски и Мицкоски, тие се веќе оштетени. За најавноста да и биде јасно, ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАРД програмата по ваков скандал ќе продолжи. На прашањето дали Европската унија ги блокира средствата од ИПАРД, премиерот Мицкоски одговори дека не се блокирани, туку напротив, акцијата која се презема е поздравена како позитивна од нивна страна. Мицкоски додаде дека тој побарал времен прекин на исплатите. Јас тоа го побарав затоа што мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што свеќе истражиме. Свеќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. За индициите за други злоупотреби, државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски одговори дека секоја предистрага е тајна, а предметот се водел неколку месеци и не може сега да се споделуваат детали, освен веќе познатите во јавноста. Европската комисија побара дополнителни информации за случајот, одговори портпарол на комисијата за Телма. Свесни сме за ситуацијата и побаравме дополнителни информации од властите на Северна Македонија. Комисијата не може да даде дополнителни коментари во оваа фаза. Истрагата досега покажа дека Џевдет Насуфи, поранешен министер за правда и локална самоуправа во владата на Љупчо Ѓорѓиевски, му ветил 50.000 евра на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството Илија Стоилев, а полицијата го фатила со првите 400 дадени на рака.